166.000 евра месечно. Ова е највисоката бруто плата во Македонија во 2021, а ја добивал вработен во тутунската индустрија. Највисоката пензија била над 7.800 евра, но исплаќена од странство. Адвокати, нотари и угостители се најдоа во топ 10 листата на лица кои најмногу заработувале, но меѓу оние кои имале високи примања има и од други несекојдневни дејности. На листата на највисоко рангирани бруто плати се најдоа и платите исплатени во дејностите: производство на метални производи, одгледување свињи, болници, трговија со фармацевски производи, управувачки дејности и компјутерско програмирање. Од дивиденда пак најмногу заработил Велешанец, кој во 21-та му биле исплатени 3.300.000 евра. Скопјанец заработил над 2,1 милиони евра од продажба на сопстvenички удел, што го прави да се најде на врвот во категоријата на највисоката капитална добивка. Во дејноста издавање имот на врвот повторно се најде Скопјанец, кој од издавање на деловен простор заработил над 600.000 евра. Жител на Скопје од игри на среќа заработил речиси 670.000 евра, а второ рангираниот, главно од обложувалници, се офајдил со над 500.000 евра. Годишни даночни пријави се параметар кој даваат една слика за приходите на граѓаните кои што ги оствариле во 2021 година. Денови веќе започнеме со генерирање на ГДП пријави за 2022 година. Оние кои заработуваат милионски суми веројатно не скенираат фискални сметки. За тие кои пак ја користат апликацијата Мој ДДВ, се уште не е остварено ветувањето за зголемен поврат на данок на 700 денари месечно. Од Уљапа велат дека законските измени се уште се во собранието.